Јавното предпријатие Чистота и зеленило започнува со акции за собирање на кабаст отпад. Директорот на комуналното предпријатие Даниел Стојчевски денеска ги повика граѓаните в сабота на две локации во градот да го одложат отпадот во посебни садови кои што ќе бидат поставени од Чистота и зеленило. Акцијата ќе се спроведува на паркингот кај градскиот базен и на паркингот до територијалната противпожарна единица Куманово од 7 до 16 часот попладне, информира Стојчевски, посочувајќи дека во наредниот период ќе се организираат повеќе такви акции. Кога се мисли на кабаст отпад, се мисли на отпад од домакинство, стар мебел, апарати од домакинство и така натаму, бидејќи ни представуваат сериозен проблем при работењето, кога граѓаните немаат соодветно место каде да го пласираат тој отпад. Затоа во нареден период јавното предпријатие ќе организира повеќе такви акции во периодот на викендите, кога граѓаните се послободни, не се на работа и во своите домови. На повеќе локации ќе им се одредува можност да може да го депонираат овој отпад, како што напоменав, започнуваме од 19 ова сабота и затоа сакам да ги информирам и да ги известам сите граѓани и да ги повикам доколку имаат некој кабаст отпад во период од 7 до 16 часот на овие две локации да го депонираат овој отпад. Чистота и зеленило ја врши услугата депонирање, транспортирање и изнесување на кабаст отпад за која дополнително се плаќа, но голем дел од граѓаните не се доволно информирани за услугата што ја врши комуналното предпријатие, па кабастиот отпад најчесто се одлага покрај постоечките садови за смет. Токму ова е главната причина заради која комуналното предпријатие ќе организира повеќе акции за собирање на кабаст отпад. Јавното предпријатие ќе организира акција за садење на 200 дрвја, локација ќе биде на спомен Костурница. Знаете дека поради изградба на спортските терени, таму имаше сечење на дел од садниците беа преместени, затоа токму ја одредивме и таа локација каде што јавното предпријатие со своите вработени и Општина Куманово, советниците и сите граѓани заинтересирани во 9 часот ќе можат да дојдат и да извршиме пошумување на 200 садници, од кои 100 садника ќе бидат белбор, 50 садника ќе бидат листопадни дрвја и 50 зимзелени садници. Од предпријатието најавуваат и акција за пошумување на локација кај спомен Костурница в понеделник по повод денот на пролета, а воедно и денот на екологијата. Ќе бидат засадени 200 садници, информираат надлежните. Се соочуваме со сериозни проблеми како јавно предпријатие, каде што кабаст отпад од страна на несовесни граѓани се депонира веднаш до постоечките садови за смет и тој отпад не може да биде депониран и транспортиран со камионите кои што веќе го собираат тој отпад, бидејќи тие нема таква намена и доаѓа при такво собирање може да се случи до дефекти, поголеми кршења на ножевите кои го третираат отпадот при транспорт во самите камиони и сме принудени со дополнителни возила и дополнителни ангажмани да го собираме тој кабаст отпад. Затоа полесно е за самото јавно предпријатие да организира повеќе акции. Паралелно со тоа, екипите на јавното предпријатие ќе им помогнат и на сите институции кои што сакаат да го одбележат денот на екологијата, а најчесто тоа се образовните установи, да засадат дрвја и на градскиот кеј.